Добар ден, ученици! Добар ден! На овој час по македонски јазик ќе направиме повторување за заменките. Минатата година, се сеќавате, изучивме личните заменки, а оваа година нив им се придружија и показните заменки. И така веќе направивме комплетна слика за заменките. Сакаме да го провериме и утврдиме нашето знаење за заменките? Да! Значи може да отпочнеме. Најпрво би ви прочитала една стихотворба за заменките, каде на многу поетски начин се споменати и едните и другите. Заменки. Со заменките нешто се покажува, посочува, заменува и насочува. Јас ти тој, ние вие тие, покрај нив кога читаш реченица, не се спие. Заменката, ова чоколадо е моје, не се заменува лесно со бомбончето што не е твое. Овој, оној, тој, показни заменки се викаат. Ги има во еднина и множина, во трите рода, пловат низ расказите со 12 брода. Лични ли показни заменки сме ние? На час по македонски јазик силна улога имаме и само пофалби примаме. Дали ви се допадна оваа стихотворба? Да! Така. Најпрво сега би сакала да се подсетиме на правилото што заменувавме со заменките. Кој ќе ми каже? Павел Илија? Ние со заменките ги заменуваме именките. Одлично. Реков дека минатата година се запознавме со личните заменки. Ајде да се подсетиме на правилото што заменуваат тие? Повели Тодорче? Ние со личните заменки ги заменуваме имињата на лицата. Одлично, Душо. Кој ќе ни ги каже заменките во еднина и множина во сите лица? Повеливе? Еднина прво лице јас, второ лице ти, трето лице тој. Одлично. Во множина прво лице ние, второ лице вие, трето лице тие. Одлично. Значи, убаво се подсетивме на личните заменки во еднина и во множина. Одлично. Реков дека оваа година се запознавме со показните заменки. Би сакала да се подсетиме со правилото што показните заменки заменуваа. Повели Стефане? Показните заменки заменуваат предмети и суштества. Одлично. Предмети и суштества. Ги имаме во еднина и множина во трите рода. Одлично. Ајде малку да се подсетиме на показните заменки. Зошто поетесата во незината песничка споменува дека тие пловат со 12 брода? Зошто? Ако ги собериме показните заменки во машки род, женски род, среден род и множината за сите родови, ќе видиме дека се тие вкупно 12. Одлично, одлично, Саре. Затоа тоа така на символичен начин е искажано. Одлично. Ајде вака, Саре, ако множината за сите родови, Душо, е показната заменка овие, машки род, која показна заменка ќе биде? Показната заменка ќе биде овој. Така, потоа машки род? И тој. Одлично. Што мислите? Од што зависат овие показни заменки? Овој ќе биде показна заменка што се наоѓа во наша близина. А показната заменка оној кога ќе употребиме? За нешто што е малку подалеку? Од нас. Така. А показната заменка тој кога би употребиле? Кога ќе биде многу далеко од нас. Така, одлично, Душо. Ајде да видиме показната заменка тие, нели? Показната заменка тие, таа е множина за сите родови. Но, за среден род, што мислиш, која показна заменка би била? Ова, Пази, за среден род, Душо. ова, Така, она потоа? и тоа. Одлично, Саре, добро. Малку ќе повежбаме со реченици. Повели Саре, извлечи си. Повели Стефане, повели Теодорче, извлечете си сите од нашата кутија по една реченица. Така, повели Стефан тука. Дали ќе ни ја прочиташ твојата реченица? 10
трчат по патот. Децата тргна по пат. Која показна заменка би ја ставил ти тука на празниот простор? Ајде да видиме. Која показна заменка? Прочитај ни ја сега реченичката. Децата тргнаа по тој пат. Одлично, одлично, Стефане. Што мислиш? Само таа би била Не. или може и друга? Има- Ајде да видиме. Прочитај ни ја сега. Децата тргнаа по овој пат. Така, одлично. Што мислиш? Би можела тука и некоја друга показна заменка? Да, која ќе биде таа? Одлично, Стефане. Децата тргнаа по оној пат. Одлично, Стефане. Одлично. Повели Теодорче. Прочитај ни ја твојата реченица. Повели Душо. А татко ми го купи велосипед. Имаме празен простор во оваа реченица. Така, која показна заменка би ја ставиле тука? Татко ми го купи тој велосипед. Одлично, може така. Што мислиш? Има и друга показна заменка? Да. Ајде да видиме, Душо. Татко ми Да, го купи. татко ми го купи овој Внимавај, велосипед. тука Душо пишува овие, тоа веќе е показна заменка за множина. А точно кажа, но покажа погрешна. А татко ми го купи овој велосипед. Одлично, што мислиш? Има и друга показна заменка? Да. Ајде да ја побараме. Татко ми го купи оној велосипед. Одлично, одлично, Теодорче. Добро, повеливе да ја прочиташ твојата реченица. Ајде да видиме, Душо. Година ќе учам повеќе. Значи, на почетокот на реченицата имаме празен простор. Која показна заменка одговара тука? Машки род ќе биде, женски род ќе биде или среден род? Оваа година повеќе ќе учам. Оваа година повеќе ќе учам, бидејќи година именка во женски род, ние си побаравме показна заменка од женски Да. род. Одлично, Иве, ти благодарам. Повели ли ја? Прочитај ми ја, Иле, твојата реченица. ги сакаат чоколади. Така, да видиме каде е празниот простор и која показна заменка ќе биде тука. Повели, Душа? Децата ги сакаат овие чоколади. Добро. Може оние чоколади и која друга показна заменка би можела тука? Тие Децата чоколади. Одлично, постави си. Што мислиш, која друга? Би можела тука уште една друга показна заменка? Овие чоколади. Значи ќе биде показната заменка децата ги сакаат оние чоколади. Добро, Иле, седни си. Повели, Саре. Мојата реченица, мама ми ја купи книгата. Да видиме Ова реченица- каде имаме празен простор. Оваа реченица може да има 3 показни заменки. Ајде да видиме, Саре, кои се тие? Тие се. Мама Мама ми ја купи онаа книга. Одлично, Саре. Мама ми ја купи таа книга. Одлично, Саре. И мама ми ја купи оваа книга. Така, одлично, Саре. Одлично. Добро. Ученици, гледам дека ги препознаваме показните заменки, не сме ги заборавиле, ни личните заменки, но сега би сакала да ви го свртам вниманието на нешто друго. Погледнете, ќе ви прочитам 2 реченици. Едната е, тој чита, и секако дека ќе кажеме тој е Лична заменка. така, а чита ќе биде што? Глагол. Погледнете во втората реченица. Имаме додадено друг збор. Тој човек чита. Новиот збор човек што ја додаде, што е во граматиката? Одлично. Која е разликата? Во првата реченица заменката е лична, а во втората е показна. Значи во втората реченица, каде до заменката стои именка, во тој случај таа заменка тој ќе биде показна заменка. Одлично. Одлично, ученици. Повеливе да ги земиме сите заменки што се во машки род и да ги поставиме тука на едрото во нашето бродче. Така. Така, Душо. Така. А Саре, показните заменки што се од женски род ќе ни ги постави, нели на второто едро во бродчето? Повели, Саре.
Така, одлично. Така. А Тодорче, повели, заменките од среден род, показните заменки, ќе ги стави на брочето на третото едро. Повели, Душо. Така, се подсетивме на личните заменки, на показните заменки, секако дека некој нареден час, кога ќе повторуваме, пак ќе се подсетиме на нив из некоја соодветна образовна игра. Другарчиња, го спремивте вашето броче? Да. Добро. Каде ќе го испратиме? Ние ќе го испратиме Да плови? ученикот за пето одделение. Довидување.